Дадовме едно ветување уште пред неколку години дека тие 3 денара кои што се дел од цената за нафтата и нафтените деривати, дел од акцизата, ќе бидат распределени во 3 области: култура, образование и спорт. Тоа можеби не е некоја голема сума, но некој си годишно ниво е негде околу 800 милиони денари. Значи во еден, би рекол, 4 годишен мандат, тоа би дошло повеќе од 3 милиарди и 200, негде повеќе од 50 на милиони евра. Поддршка која што е надвор од другата поддршка, значи дополнителна поддршка за спортот. Бидејќи сум насочен тоа како кон спортот, одам по повеќе фудбалски терени и можам онака со крената глава да кажам дека општина Петровец ги има најдобрите терени во регионов, па можам да кажам и подалеку, каде што може да се надпреварува апсолутно трета лига, втора лига, дури теренот тука во Петровец ги исполнува условите и за одигрување и прва лига. Бидејќи градоначалникот тоа што го баравме го направи, сега очекуваме вие да му бидете ветер во грб и да помогнете останатите проекти кои што ги сакаме да ги исполнуваме, освен спортот, инфраструктура и така натаму. Мислам дека прв претседател на партија што посетил спортски работници во општина Петровец. Имаме постојана комуникација со градоначалникот, со советниците. Сега за сега е, да речем, задоволително и на повисоко ниво, затоа и ова вака како што изгледа. Што се однесува до ова за во иднина, имаме некои плани, имаме проекти, во комуникација сме исто што треба да оствариме, како ќе оствариме, кои се зацртаните, имаме и разговарано, мислам дека дел од работите се влезени во програмата. Акцент да не биде и деца. Нели ова цела инфраструктура што е направена, уште повеќе да се искористи и да ги насочиме децава тука. Едноставно да направиме некој систем во кој што ќе ги насочиме сите деца. Јас мислам дека ќе има уште дупло повеќе од колку сега што ги имаме. А мислам дека тоа е реално изводливо и дека нема да е некој голем проблем. Да ги вметнеме сите деца и оние што не се способни, родителите што не му се способни да плаќаат и да дојдат да играат фудбал. И апсолутно се слагам со вас дека тоа треба да и ние посветиме не само конкретно во Петровец, туку генерално тоа треба да е политика на целата територија на државата, да се работи со децата и да се вратат децата на спортските терени. Мислам дека кога бевме ние деца, практично детството го поминувавме на спортските терени. Дали во мало на кош, дали фудбал, дали било што. Сега некако со телефониве и со ова све у раце, тоа име многу малку посветуваат внимание на спортот. И ценам дека тука треба да се работи и со родителите. Не само ние да носиме политика таква, ако родителите не се тие кои што имаат амбиција децава да имаат убав спортски дух. И тоа треба да ни е еден озбилен предизвик и за тоа треба добри политики да се спроведат. Благодарам на сугестијата, апсолутно се сложувам.